Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте! Добро вечер, Македонијо, добро вечер, драги гледачи, добро вечер, убави луѓенца. Вие го гледате четвртото издание од третата сезона на Редкаст. Јас сум вашиот водител Кирил Трајковски Максим, кој што секогаш ви ги носи најубавите гости со најактуелните теми, како во вечерашниот случај. Но малку подоцна ќе ви ја представам мојата гостинка. Најпрво, како што е ред, нели треба да си ги поздравиме и нашите спонзори. Тоа се Клима Лайф, кои што се експерти за нови брендови на клими, нивно сервисирање и одржување. Доколку, дечки, се уште не сте си набавиле клима, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660 092, а момците ќе се погрижат за се останато. А сега, како што е ред, дојде време да си ја представам мојата гостинка. Станува збор за кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите на левица, другарката Марија Среброва. Добро вечер, Марија, и добре ни дојде во Редкаст. Добро вечер, Кирил, добро ве најдов, многу ми е драго што сум тука. Се надевам ќе зачестиме некогаш. Да, ќе зачестиме, се разбира, сега малце си во еуфорија, предпоставувам, што се вели ви гори под нозе, затоа што за 5-6 дена, како му доаѓа, 7 дена од вечерва, ќе биде гласањето, нели? Па кажи мете како се осеќаш ти, дали постои тој некоја адреналин кај тебе, таа еуфорија што рековме, дали си возбудена, дали не си, како се снаоѓаш со улогава како кандидат за градоначалник? Види, мене ми е практично во нашава партија четврти изборен циклус, меѓутоа убаво е секогаш да се има еуфорија за време на кампања, сега не е некоја претерана да не знаеме кај се наудеме. Трема некоја? Да, меѓутоа треба да има адреналин, треба да има еуфорија за кампањата да тече возбудливо, да има настани и така натака. И можам да кажам дека да, се уште ме држи тој елан, таа позитивна еуфорија. Прв пат се кандидираш за градоначалник? Да, за градоначалник прв пат, минатите избори бев носител на советничката листа на Центар. И се надевам дека ќе ги освоиме овие избори во Центар. Се надевам и јас. Океј, Марија, обично со гостите секогаш си изборам, нели, за детството, за младоста, за студентските денови. Сега ќе преминеме директно на прашањата, бидејќи немаме многу време, а и предпоставувам дека гледачите сега ги интересира најмногу тоа. Па ќе почнеме одма за општина Центар. Сум напишал тука една тема на која што сакам, со подпрашање на која што сакам малку повеќе да ни кажеш твое мнение, твое мислење. Центар, срцето на Скопје или заробен простор? Како ја оценувате моменталната состојба во општина Центар? Каде најмногу погрешија досегашните градоначалници и што е првото што ќе го промените доколку ја добиете довербата на граѓаните? Благодарам. Види, Центар треба да биде срцето на Скопје со сите тие настани, збиднувања што се нормални за еден центар на метропола, меѓутоа за жал Центар е одамна заробен град, што од интереси, што од партиски дилови, лоши одлуки. Мислам, досегашните градоначалници практично ја третираат општината како трофеј, како плодно поле за бизнис интереси, реализација на екстра добивка и така натака. Реално, првото што ќе го направам ако ја добиам довербата на граѓаните, целосно да се отвори општината кон жителите, значи да се соработува со жителите, а не градоначалникот да се однесува како да им е газда. Значи градоначалникот мора еднаш за секогаш да се постави како што треба во подредена состојба и да си го слуша народот, значи нивното мислење, нивните потреби и секако на сите дебати до сега тоа што го нагласив е дека мора да се направи конечно да рез и да направиме една ревизија на се што е направено до сега, од планови, дупови, да видиме каде е погрешно, каде има криминал. Сето тоа колку што ќе можеме да го исправиме. Што најмногу те нервира тебе во Центаре, како жител на таа општина? Види, генерално последниве Хаосот. многу работи ме нервираат.
посебно откако влеговме како советници внатре во општината и гледаме што се случува, значи гледаме дека тие главните што ја водат општината, повеќе се заинтересирани да се вклопат во тој некој систем на бизнис дилови, на не знам, договори наместо да работат за граѓаните што практично ги плаќаат. Така, а зошто јас ке те прашам во новие прашања мои, зошто паркингот е толку скап во центар? Можеш ли да ми кажеш? Види, затоа што реално има предпријатие кое што Претпоставувам. кое што за жал некако се уште нема успеано да се комплетно само финансира. Не можам точно да кажам зошто е тоа така, најверојатно мислам 90% сум Добро, не одредија лошото менаџирање, цената ја одредува, а реално со помош на Советот, бидејќи Советот треба да им одобри. Ние имавме еден предлог во самиот Совет да се зголеми на некои места паркингот, ние не учествувавме нели во тоа. Не го поддржавте тоа. Да, меѓутоа и паркингот е голем проблем, цените се толку високи. Човече 100 денари саат. Да, нема паркинг, мислам, нема практични и хумани решенија, ме разбираш? Ако има повеќе катни гаражи, повеќе паркинг простор, нема да биде токава, еве народно кажано, тепачка за паркинг. Да. Во вашата програма најавувате целосна ревизија на сите детални урбанистички планови донесени во последните 20 години. Како ќе обезбедите дека оваа ревизија нема да биде само на хартија, туку и вистински инструмент за правда и ред во урбанизмот? Јасно. Значи, за тоа да се реализира, најпрво пред се мора да се направи комисија која што ќе спроведува таа ревизија, таа комисија да содржи правници, урбанисти, архитекти, кои што пред се ќе кажам, мора да си ја знаат работата. Не е да земаме некој на чичо, на тета, значи буквално докажани во ова општество, во нашата општина, што си ја сакаат пред се општината и што сакаат да направат нешто добро. Значи, таа комисија ќе има легитимитет да полноправно да си решава, нормално со помош на градоначалникот и службите, и ќе се чешла све од прво до последно. Без пардон, без сожалување, без дај ми го нати го ние, нели, дилови што се, значи ќе мора веќе еднаш за секогаш да се стави ред и да се стави крај, знаеш како викаат. Ред, рад и дисциплина и нема одскокнување од тоа. Така, и доколку еве се најде неправилности, кои се инструментите, што е следно? Ќорка ода, затвор или нема ништо, никој нема изговор. Па да, ако некој потпишал нешто што не треба, тоа има консеквенции, значи има кривични пријави, има... Дека до сега никој не одговара во оваа држава ништо, затоа те прашувам. Мора да почне да одговара. Ако ние сакаме да имаме држава, како што треба и да си ја зачуваме, мора веќе некој да поднесе одговорност. Така. Не може, знаеш, мене судијата ми е прв братучет, па ќе фата, не. Значи, ако судијата ти е прв братучет, општината ќе бара иземање на тој судија, ќе бара нов судија. Значи, ете, тоа е правен механизам. Мислиш ли дека тоа функционира во држава? Еве, знаејќи дека Данела нешто покрена со тие, нели, нелегални градби во Чаир и поднесуваше во јавно обвинителство, ама некако никој мува не го лази таму, така да ништо не се... Сега конкретно за град Купјат... Извини, само мислам дека треба централна власт да имаш, за да можеш веќе тоа да го реализираш. Конкретно за град Купје, јас тоа што го гледав, многу доцна се почна со сите тие процеси. Значи, не успеа, според мене, иако не сум правник, ама од некоја општа култура, не успеа они да ги исцрпат сите правни механизми. Значи, сега не ќе заврши мандатот, следниот ќе видиме дали ќе продолжи. Ако е нашиот кандидат Амар Мециновиќ, сигурна сум дека ќе го тера тоа до крај. Меѓутоа, доцна се почнува. Тоа се таквите работи се почнуваат на почеток на мандат, за некаде до крајот на мандатот да бидат решени, да се исцрпи се што може да се исцрпи. Не може тоа преку ног, сакаш да кажеш, да се случи, тоа е цел процес.
Оке, Марија, општина Центар често е символ на судир меѓу јавниот интерес и приватниот профит. Како ќе им се спротиставите на инвеститорските лоби кои со години го диктираат изгледот на Центар? Види, значи, јас не сум против инвеститорите, меѓутоа, тие еднаш за секогаш мора да сватат дека мора да се почитуваат правилата. Не може на еден му текнало ќе остави 10% зеленило, на некој 20%, на трет на кров да го качи. Значи, мислам, да се разбереме, мора да сватат дека во Центар мора да има соживот, мора да тоа што го прават, да го прават по терк на потребите и желбите на граѓаните. Така да ќе има за секое можно решение од типот на дупови, ќе има јавни расправи. Жителите од таа и таа улица ќе се повикаат на јавна расправа, па да видиме што може тука да се направи. А не кој како дојде, ќе правам облакодер, ќе се ширам, ќе не. И тој момент, знаеш, не ставаме 30% зеленило околу зградите, ќе го ставиме на кров. Мислам, тоа никаде во свет не постои. На кров ако се става зеленило, тоа може да биде поличен избор на станарите, на жителите, како додатна енергетска ефикасност. Меѓутоа, зеленилото околу зградите, што е пропишано по закон 30%, мора да се почитува. Не може ние да си го толкуваме законот како нас ке ни текне. Значи, мене затоа ми се допаѓа многу урбанистичкиот закон, ќе ве да речеме на Франција. Знаеш, кај нас во урбанистичкиот законник пишува, не знам, дефиниција, крововите на куќите и зградите треба да бидат закосени. Така да Разбираш, за да еден... Таа закосеност секој си ја толкува различна. Еве закосене на 90 степени на се, и тука има можност за манипулација. Во Париз, например, нема можност. Таму си пишува толку и толку, вака и вака, и има слика. Да. И идеш ти во општина, ама ја види сликата? Исто е? Не е исто. Не е исто. Ајде, од понова. Ме разбираш, слика мислам многу паметна, нацртале слика како треба да изгледа. И готово. Ко сликата ти е не, извини. Не сваќаш што е проблемот. Кај нас све нивно, да, се толкува на кој како ќе му текне. Мора тоа да застане веќе еднаш. Ајде, кога сме кај зеленилото, зборувате за зелен културен жив центар. Кои конкретни чекори ќе ги преземете за да се зголемиете зеленилото и да се намали загадувањето во ова урбана средина? Види, Центар конечно мора да почне да диша и буквално и фигуративно. Значи, мора да има зелен метар за секој жител. Значи, ќе воведеме заштита пред се на постојаното зеленило, значи тоа да се одржува. Ние имаме зеленило, за жал, што не се одржува. Така се стои и се надеваме дека само од себе ќе се тера. Да, дождот ќе заврне. Да. Сонце ќе го исуша. Тоа е. Тоа е. Значи, ќе градиме град по мирка на белите дробеви. Не, Да, за да се гради треба нешто и да се сруши. Секој квадратен метар што е на собственост на општината ќе се заштити, да нема можност, знаеш, некој парцелата си ја дооформил, па ќе добие уште 70%. Не, ние тоа ќе го забраниме. Нас тоа ни е во програма. Да нема дооформување. Тоа што е општинско да си остане на општината и готово. Сега тука многу е битно институциите да се усогласени. Затоа што тука голема улога игра и Министерството за транспорт и врски. Например. Така. Добро, мене ме интересираше, например, како во Центар ќе се отворат некои нови зелени површини кога ништо не е, кога све е изградено, кога нема веќе игла кај да фрлиш. Еве, кажи ми, например, паркче кај може да се направи во Центар. Има ли таква локација? Има, како нема. Има паркчиња што не се одржуваат. Не се одржувани, сакаш да кажеш да се ревитализираат, не да... Нормално. Аха. Нормално. А за нов парк, некој за нов простор, Значи, тако... пред секоја нова зграда, да речеме, што би добила дозвола евентуално, ќе мора да има мини паркче.
Ќе мора да има игралиште за деца. И сето тоа да се одржува од страна на општината. Не може, мислам, пак ќе кажам, мене нешто што најмногу ме иритира е кој шо му текне, како му текне си прави кај нас. Да. Хаотично е малце. Мислам, еве кажи ми ти паркот на новинарите. Карши Нова Македонија. Па на шо личи тоа? Мислам, ќе има дрвца, клупичка, не знам што. Да. Ма не е Не е тоа. Да. Не е парк како што треба. Не е само да го направиш Да. еднаш кај толку за една сезона, после забатали го. Па така е реално во цело Скопје. Ја во Ново Лисиче живеел. Значи никој не коси. Тоа е под општина Това е Евено. проблемот. Никој ништо не наводнува и преку лето тоа изгледа како, не знам, толкави треви има, мислиш змија ќе Да. ти излезе од џунгла некоја, Тарзан ќе се поја. Крокодил некој. Океј, ајде да позборуваме малку за културата. Како планирате да го поттикнете културниот живот во Центар? Има ли поддршка за мали уметнички иницијативи, културни настани, локални творци? Така, види, Центар без култура е како тело без душа. Значи, ние планираме да направиме фонд за микрокултурни проекти, каде што млади, посебно ќе кажам млади уметници, не ги занемаруваме и повозрастните, меѓутоа да им дадеме кураж на младите да творат, да видат дека има зошто да останат во државава па и во општината, значи ќе има субвенционирање, финансирање за културни настани, за мурали, ме разбираш, за улични фестивали, мора да постои тоа. Јас сега меѓу другото, овие 4 години бев и председател на Комисијата за култура во општината. Се направија мал милион настани, меѓутоа тоа мора да има континуитет. Да не биде два пати. Да не биде еднаш се направил тој настан и веќе не го повторуваме. Како Значи, што ми- ако е добар настанот, повтори го. Да. Не направи го уште еднаш, 2 пати, 3 пати, покреативен, помасовен. Како што ми текнува, мислам, зборуваш за ова кај франкофонијата што го прават. Да, Така? Тој настан. мислам сите настани што се правеа таму се и со моја поддршка, со мој придонес, да кажам. Така да треба да се има некој континуитет и нормално со поголема бројност. Дебар Мало, боемски кварт или паркинг зона. Во најавите споменавте дека ќе го претворите Дебар Мало во вистински боемски кварт со ограничен сообраќај. Како ќе го реализирате тоа без да се наруши секојдневниот живот на жителите тоа? Види, Дебар Мало е символот на Скопје, меѓутоа денес е претворен во импровизиран паркинг. Сега Имате некои коли не смеа да ги чепкаат, а други едма ги носат. меѓутоа, види, па са од друга страна и центарци се малце хардкор, имаше случај за колава на овој Драган Керим, кај што веќе до преку глава им дојде Не одстапија, да не... така. излева на самата улица, го снима, го слика, мислам, еве да ги поздравам секоја чест до дечките. И дојде му ја крена колата са. Што направи тој после тој? На кој начин си ја врати назад? Не знам, меѓутоа ситуацијата беше дека конечно се крена од лице место, затоа што на жителите стварно им е преку глава. Сега, што сакав следно да кажам, значи ние во изминативе 4 години успеавме во советот на општина Центар, пази со само тројца советници, да протуркаме наш капитален проект од програмата. Нешто што поголемите советнички групи тешко дека успеа да го направат, а тоа е да се изгради нова општинска зграда. Затоа што постоичките општински простори, Еле тоа се едни бараки тоа се руинирани. земјотресни бараки, Да. каде што жртвите од земјотресот кои ги изгубиле своите домови биле евакуирани таму и сместени. Потоа тоа останало, нели, на Забот на самото време место. и таму. И решиле општина Центар, таму општината да се ја сместат. Тоа е едно грдо здание што јас со сигурност можам да кажам дека на сите центарци многу им смета. Поентава зашто го кажам Поентава това е и само на исто место да се на гради зграда. апсолутно на Океј, исто место, значи тоа се изгласа од советот и нашиот проект со помош на Андреа Јанков што го води секторот урбанизам,
Ние предложивме да има подземна гаража, -1, -2 ниво, една надземна, над надземната гаража да има општинска зграда со деловни простори кои што општината ќе може да ги издава за да има екстра приливи на пари и плюс сите општински предпријатија што се да се сместат таму. Паркинг просторот што планираме да го направиме во таа зграда ќе има капацитет да ги опскрби и Девармало и градскиот парк. Машала. Да. Голем паркинг. Па голем Добро, е нели и платот на општината. Имаше и еден паркинг приватен, не мислам дека е на Подстој. Тука што гледа према Лотус фонтана, така? На под. Платен паркинг. Ама реално треба таму да се Треба затоа што не е задоволително тоа што го Да. има како паркинг капацитет, бидејќи тука не се паркираат само жителите на центар. Ако велиме дека центарот е збуднувањето и срцето на градот, мора ние да мислиме и на тоа да направиме екстра простор за сите оние што транзитираат низ општината, што ја посетуваат општината и така натаму. Ако не се лажам, во едно твое интервју или дебата сега пред некој ден видов дека кажуваш и за некакви фотоволтаици. Така. Предпоставам дека тоа ви е Да, добавено во овој проект за да има нели фотоволтаични табли каде што ќе може нели струјата барем пола од електричната енергија сама да си се произведува. Да, тоа е од дебатата на ТВ24 каде што кандидатот на Знам кажа дека доколку добие мандат ќе формира такво предпријатие со што ќе генерира струја од фотоволтаици. Сега мислам види, не е украдена идеја. Лошо е кога се праќаат по дебати неспремни кандидати. Ние тоа предпријатие го направивме, па ќе повторам, со само 3 советници на наша иницијатива, капитален проект од нашата програма од 2021 година. Тоа предпријатие се формираше пред 2 години. Значи, и се вика Енергија центар. Тоа постои во општината, веќе се поставени чинам до сега на 2 објекти општински фотоволтаици, тоа е училиштето Киро Глигоров и 11 октомври. Мислам беше. И добро функционира тоа? И па сега ќе ти кажам, откако се поставија на Киро Глигоров фотоволтаиците, Киро Глигоров имаше сметка за електрична енергија од 120.000 денари месечно. Минативе 2 месеци Киро Глигоров училиштето има 13.000 денари сметка. Вау, која разлика? Така да тоа предпријатие ние планираме понатака да го одржуваме во живот и да работи за потребите на општината. Значи, тоа понатака би се развило на сите општински објекти. Вишокот што ќе остане ќе се користи за уличното осветлување. Значи, буквално општината да биде самоодржлива и енергетски ефикасна. Одлично. Океј, одиме со следно прашање за транспарентност и учество на граѓаните. Како ќе обезбедите вистинско учество на граѓаните во носењето на одлуки? Дали планирате да има нели јавни расправи, советодавни форуми или дигитални алатки за транспарентност? Вака, транспарентноста не е декларација, значи тоа е стил на работа. Се зависи од тоа градоначалникот каков стил на работа ќе се формира и така да се ја води општината. Значи, секој месец мора да има јавни расправи. Без разлика дали има конкретен проект, ДУП или нема, може и да нема. Значи да се направи јавна расправа со представници на местни заедници. Центар има еден куп местни заедници, меѓутоа не функционираат. Се нискофункционални. Представници од тие местни заедници да дојдат на состанок во општината секој месец што ќе се одржува и да кажат, значи, што имате идеја да се направи во вашата местна заедница или конкретно за оваа местна заедница има ДУП што сакаме да го реализираме по потреба и желба на граѓаните. Дајте предлози. Мора да се разговара. Исто така, многу битна работа што ние пробавме
во Советот да ја воведеме, а тоа се референдуми. Нешто што кај нас е измислена именка за жал, а не е толку проблематична за воспоставување. Значи, на референдум луѓето да се гласаат дали сакаат, не знам, таму стокатници кај Holiday Inn да има или нема. Нас тоа ние го баравме тоа за Holiday Inn. Да се објави референдум и жителите на Центар да се изјаснат дали сакаат или дали се согласуваат или не се согласуваат таму да има колку се 3-4 згради по 20 и нешто ката. И доколку ни дозволеа да го направиме тој референдум, ја верувам дека ние ќе ги бутневме тие згради. Затоа што немаше друг начин како да правен начин да се издействува. Ние најдовме решение, референдум и точката на дневен ред се изгласа да влезе во дневниот ред, меѓутоа пред да се гласа точката се прекина седницата и продолжението никогаш не се стави на Совет. Значи, сега ни заврши 53-та последна седница, ние продолжението на таа седница не го дочека. И таму те гледав, беше фантастично. Последното излагање, кога кажуваше за сите големи уметници што заоѓаат, писатели од Девар Мало, што и револуционери, да. Марија, ти си една од ретки кандидатки за градоначалник. Со какви предизвици се соочува една жена во политиката и што би им порачале на младите жени кои сакаат да се вклучат во јавниот живот? Така. Види, да се биде жена во политиката и ден денес малку предизвик, затоа што се уште се доживува како некоја машка работа. Меѓутоа, гледам дека луѓето се почесто и се повеќе го прифаќаат тој момент дека има жени во политикава, дека е нормално. И јас реално би им порачала на младите жени да не бараат дозвола. Значи, да се впуштат и да бидат гласни и јасни. Значи, види, тоа е мојата порака. Имала ли некои притисоци, некој лични искуство да ни споделиш? Од страна на опоненти или? Па да, нормално, вајда не од... Па не, види, мене... Не бе типот на жена си, тебе ти е местото со фамилијата во кујната, местото тој фазон, што ќе правиш политика, еве гледаш. Сега ќе бидам искрена, мене ми е малце така крне карактерот, па не се осмелил нити тоа да ми го кажа, затоа што нели на секој напад има и контранапад кај мене, јас не се публикувам и искрено не сум доживеала такво нешто и затоа велам треба да се биде храбар. Нели, женската нежност секој од нас треба да ја има, меѓутоа кога треба да се бори, треба да се биде храбра, затоа што среќата ги следи храбрите и да не се плашат да си го кренат гласот, да го кажат тоа што го мислат. Значи, да се заборави веќе во нашето општество онаа изрека, памтам ко дете некаде ја слушнав, меѓутоа не можам да се сетам каде, вели жените се најпаметни кога ќутат. Ме разбираш? И од тој момент кога го имам слушнато тоа, сама си реков ова не проаѓа. Мислам да направив се само за да докажам дека да, се сеќавам дека му отидов на татко ми му кажав, абе тато, види вака ми вика, ти ќерко збори колку сакаш и што сакаш, никој не сме ништо да ти каже. И јас денес се уште си го практикувам тоа. Нормално, со доза на умереност, на култура, на бонтон, меѓутоа секогаш да се каже тоа што се мисли и што ти лежи на душата. Па и што држи вода, што е правило, не можеш да зборуваш некои небулози. Точно. Имам последно прашање за тебе, рековме овој интервју ќе биде малку пократко. Темата е Центар по мерка на човекот. Како го замислувате Центар по 4 години доколку левица ја добие довербата? Е првото прашање. И второто прашање е кој е вашиот личен сон за оваа општина и како ќе изгледа таа визија во секојдневието на граѓаните? Види, јас Центар го замислувам како простор во кој луѓето ќе се чувствуваат своји. Простор во кој што нема да се чувствуваат како гости, ами како домакини. Значи, Центар да биде нивното сигурно место.
да биде нормално, зелен, чист, со помалку загадување. Кога зборам за загадување, пази, не зборам само за издувни гасови, Од возила. нели, ваздухов и све друго. Имаш ти звучно загадување. Загадување од метеж. Значи, сето тоа да се намали. Бучавата не велам јас да се намали на нула како во Швајцарија. Што е? Затоа што ние сме друг менталитет, друг тип тука и на луѓе. плоштадот таму има одлични уметници кои Да, ќе се свират. така, меѓутоа да ги нема тие галами во ниедно време кога реално живеат луѓе тука и треба да Спокој, спијат. мир, така, Так, разбирам. Што е Сеп тоа само тоа да се сведе после во ноќните часови на некој минимум кај што ќе се има некој рад за нормално живење. друго нешто да додадеш како го гледаш центар или тоа беше тоа? Види, Да дојдеме па ќе видиме. да, ја верувам дека ќе дојдеме, бидејќи сметам дека луѓето се повеќе и повеќе сваќаат Што што сте значи локална политика, колку локалната политика им го менува животот, колку локалната политика им го прави подобар или полош. Затоа што точно централната е движечка сила на државата, меѓутоа локалната е движечка сила на секојдневието. Знаеш како, од сабајле кога ќе излезеш од дома, прво нешто што може да те изнервира е околината. Точно. Ги искачаш од дома и гледаш ѓубре. Гледаш контењер. контењерни. Гледаш, не знам, да ти се погоди нешто што сигурно на сите нас барем еднаш во животот ни се погодило, да ако врне искачаш од дома и од улица поминува кола и те прави лом. Тоа е нешто што апсолутно ќе ти изнервира, затоа што ти мора да се вратиш дома да се пресоблечеш. Ќе ти го зезне цел ден, цел Да. ритм. И мислам дека луѓето веќе некое време се свесни дека тоа им е движечката сила во животот, што им го прави, пак ќе повторам, подобар или полош, и се надевам дека на овие избори ќе го направат правилниот избор за кандидат што работел, што се докажал во таа општина, што нема криминален товар, не правел бизнис договори. Лепих. Да, Јас. и ќе го изберат кандидатот на левица. Но... Еви јас нешто да додадам, што не го спомнавме во вечерашното интервју. Што не ми се допаѓа во центар, има многу згради со стари фасади. И се има случајно, еве, лично конкретно на мој пријател, кој што живее негде таму кај Даре Џамбас, да по едно невреме, не знам кога беше, се откорнува целот фасада и му паѓа врз кола. Да. Не дај Боже да помине човек или у тој момент ти текнуе, значи може фатална да биде последицата, колата му е уште со згмечен покрив и он вика ме маткаат ваму таму и на крај најверојатно нема ни да добие обештетување за тоа. Па тоа е проблемот, маткањето ваму таму. Значи тука нема ингеренции само општината, тука има и ингеренции Заводот за заштита на споменици. Значи сите тие стари куќи, стари згради се под заштита на Институтот за заштита од споменици и општината треба реално да смогне повеќе сили, малтене еве народно кажано да биде досадна, значи не им идеш таму и добар ден. И секој ден им викаш добар ден. До каде? Ме сваќаш на... Он идат на таа карта за да кажеш само... Знаеш како се, па не е до до заводов е, не знам што самата општина, од што не сака да се оптеретува со такви моменти, само си ја префрла топката и ќе се иземе, ние не можеме, немаме ингеренци, не можеме ништо. Луѓе можете. Значи, у најмала рака можете да бидете досадни. За да ја добие општината дозволата таа фасада да се среди. Так. Идеш од сабајле, праќаш службеник секоја сабајле да седи таму и добар ден, до каде е дозволата. Да. Се согласувам. Ако не криваат на телефон, не одговараат на мејл, ќе биде некој човек платен само за тоа во најмала рака. И веќе да им дојде преку глава и да каже, еве, добро, еве, готово, еве ви ја дозвола. Ајде, само трни ми се. Кога веќе таа меѓуинституционална соработка не работи на задоволително ниво, тогаш се наоѓаат други начини. Види, нашиот народ и ние како македонци сме многу креативни. Има разни начини за средување на работите.
Марија, јас мислам дека беше доста исцрпно, иако кратко, одговоривме на доста прашања што сум сигурен дека ги заинтересиравме и го привлековме вниманието на гледачите. Се надевам дека кога ќе станеш градоначалничка нема да одиш со кренат нос, не си ти од тие, се гледа дека си нашко и ќе ни дојдеш повторно веќе со конкретни проекти кои што си започнала да ги правиш. Од Редкаст и од тимот на Редкаст имаме едно поклонче за тебе. Тоа е Благодарам. чаша. Ќе се ставиш таму у канцеларија, ќе се потсеќаш на нас. А за крај, доколку сакаш нешто да порачаш на гледачите, можеш таму да се обратиш. Доколку не, можам да одјавам емисијата. Јас ќе им порачам да размислуваат паметно, да не ја оставаат општината на продажба, затоа што е време, затоа што центар сега треба веќе да почне да личи на центар и да заокружат број 6. Тоа беше се, драги гледачи, се надевам дека успеавме да го привлечеме вашето внимание. Вечерашниот гостин Марија Среброва, која што е кандидат од редовите на Левица за градоначалник на општина Центар, искрено и директно одговараше на моите прашања. За тоа вие сте сведоци секако. Ве поздравувам јас и се гледаме во наредното издание на Редкаст. Поздрав, чао! Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте!